Во моментов, поради неплатени сметки на граѓани, долгот кон јавните предпријатија ќе го плаќаат преку извршители. Дали работата со овие луѓе по секоја цена требало да стигне до извршител? Нашите законски обврски се да поднесуваме до нотарите предлози за донесување на платни налози. Значи, и по претходно доставени опомени, тие што нема да платат, поднесуваме до овластениот нотар предлози за донесување на платен налог. По давањето на рок од нотарот, во рок од 8 дена, значи им се дава рок на корисниците да го платат долгот. Доколку не го платат долгот во дадениот рок од 8 дена, се поднесува до извршителот барање. Зошто извршителите станаа десна рака на јавните предпријатија, па долгот од 1 станал 3 за граѓаните е необјаснимо. Особено кај оние кои имаат неплатени сметки или веќе од извршителите страдале. Ја мислам дека треба да има и други механизми, него да ги малтретират и предпријатијата и така натаму. Потребни се, ти кажам поштено, затоа што па и овие не се честни, другите. И затоа се е тоа добро. Се што се измисли, новитет, се е добро. Дали во прашање законска процедура, потврдува и наш трет соговорник. Јавните предпријатија се доверители како и сите други доверители во Република Македонија, така да нема друг начин. Иако сега со едни нови измени во законот за извршување, јавните предпријатија праќаат опомени, па чекаат согласно со должникот, меѓутоа тоа само значи пролонгирање на извршувањето, но никако не значи избегнување на обврската за плаќање. Сепак, има ли други законски начини должниците да поминат без извршители и дополнителни плаќања? Но пред изготвување на тужби, што обично ние го правиме на период од 6 месеци, секој граѓанин добива опомена за неговиот неплатен долг. Во моментот на добивање на опомената во одреден период од, да речеме, една толеранција од 15 дена, ги очекуваме граѓаните да дојдат и да им дозволиме да склучат договор со јавното предпријатие за измирување на обврските на рати. Во моментов, околу 3000 граѓани од регионот ги чекаат извршните решенија само поради неплатени сметки за вода, што значи дека не помогнале ниту апелите, ниту олеснетите услови за плаќање. Тие или немаат пари, или едноставно нема што да им се земе. А во таков случај, извршителите својот дел ќе го наплатат од јавните предпријатија.